Здраво, драги другари! Јас сум учителка Дани од градинката Мајски цвет и многу се радувам дека денеска ќе се дружим. Пред да започнеме со читањето на книгата, ве молам малку да се седнеме неудобно на некој столче или на софа, каде и да сте дома. Олабавете ги малку мускулите, истресете ги малку рачињата, потоа ставете ги рацете заедно, да го истегнеме малку грбот, заедно. Ке пробаме, зимаме воздух нагоре и го испуштаме надоле полека. Повторно ќе земеме воздух нагоре, ке го испуштиме полека. Повторно ќе ги стресеме рачињата, ставете ги рацете заедно, а сега ќе ги протриеме, првин полека, а потоа бргу и најбргу. Полека, побргу и најбргу. Да се стоплат дланките и ги ставаме на нашите очи. Повторно истресете ги рацете. Јас мислам дека сега сме спремни да почнеме со книгата, рачињата на колена, почнеме да размислуваме. Јас ќе ви ја прочитам книгата "Тато, те молам донеси ја месечината за мене", која е напишана и илустрирана од Ерик Карл. Еднаш одамна си беше едно девојче по име Моника. Една вечер, пред да си легне во својот кревет, Моника погледна низ незиниот прозорец и ја виде месечината. Таа изгледаше толку блиску. Би сакала да можам да си поиграм со месечината, помисли Моника и проба да ја дофати. Но колку и да се протегаше, колку и да пробуваше да ја дофати, не успеваше. "Тато!" викна Моника на татка си, "те молам, може ли да ја дофатиш месечината за мене?" Татко и почнал да размислува како би можел да стигне до месечината. И тогаш му текнало. Направил една многу долга скала. Ја однел долгата скала до една многу висока планина. Ја ставил скалата на врвот на планината и почнал да се качува нагоре, нагоре. Се качувал по скалата, се додека не стигнал до месечината. "Здраво, месечино! Мојата керка Моника многу би сакала да може да си поигра со тебе, но ти си многу голема и тешка", рекол таткото. Месечината му одговорила: "Почекај, јас секоја вечер станувам се помала и помала. Кога ќе бидам доволно мала, за да можеш да ме носиш, ќе може да ме земеш", одговорила месечината. Кога станала доволно мала, таткој на Моника се качил на највисоката планина. Потоа се качил по најдолгите скали и ја земал месечината. Потоа почнал да се семнува надоле и надоле по најдолгата скала. "Еве, повели",
И рекол татко и на Моника: ја донесов месечината за тебе. Моника била пресреќна, скокала, се вртела од радост и цела ноќ танцувала со месечината. Ја гушкала, ја фрлала во воздух, но месечината продолжила да се смалува, и во еден момент целосно исчезнала. Моника била тажна и се вратила во својот кревет. По некоја вечер Моника забележала позната светлина во својата соба. Кога излегла на прозорецот, видела тенка сребрена нишка од месечината. Месечината повторно се родила на небото. Секоја вечер растела и растела и растела, се додека не ја достигнала својата вистинска големина на полна, округла месечина. Колку убава книга. Се сложувате, нели? Ајде сега да се подсетиме. Како се викаше девојчето кое сакаше да си игра со месечината? Моника, точно, да. Моника беше едно многу љубопитно девојче, кое што секогаш сакаше да прави некои нови работи. Сакаше да истражува, сакаше да наблюдува и многу беше среќна. Затоа, таа посака да си игра со месечината. Но, на оваа слика, ја гледаме Моника, од кога татко ја донесе месечината, како ја гушкаше, потоа, да, токму ја фрлаше, но што се случи со месечината? Месечината стануваше токму така помала и одеднаш, да, месечината исчезна. Сега Моника од среќна, да, стана многу тажна. Да, и си отиде во својата соба, во својот кревет. Затоа, драги мои дечиња, слушајќи оваа книга, мислам дека сега знаеме какви се формите на месечината. Дека месечината ја менува својата форма, почнува од мала месечина и се повеќе расте, станува пола круг, потоа повторно расте, па станува цел круг, за да повторно почне да се намалува, пола круг, повторно да се намалува, да стане само еден како форма на банана и повторно да исчезне. На оваа овдека слика, јас ви ставив уште една формичка. Дали знаете која е таа форма? Молам? Да, тоа се звездите. Ние веќе ги видовме на сликата дека звездите се наоколу месечината и јадници кои што трепкаат и го осветлуваат небото. Затоа, сега ќе ви предложам да направите една активност за која што ви се потребни хартија, темперни бои, но може да, освен темперните, може да ги обоите и со креончиња, со фломастерни, потоа ви е потребна само леплива хартија, но исто така може да искористите и стари списанија, па да најдете некои интересни боички и ножички. Направете го овој цртаж и потоа ќе правиме изложба. Но, ако тука забележувате на некои слики, се посветли, некаде потемни. Што мислите зашто е така? Молам?
некаде, значи каде што било облачно, тогаш небото е потемно, а каде што месечината е полна месечини, каде кога има многу звезди, тогаш небото е светло. Ќе ви предложам уште една активност. На оваа слика овдека може да ги направите и таткото, и Моника, и формите, и звездички, највисоката планина, највисоката скала, и да си играте игра на улоги. Можете и да ја промените приказната, можете да додадете, да одземете, бидете креативни. А на следната слика, пак може вие да се ставите како се качувате и сакате да ја допрете месечината. За тоа ви се потребни ножици, сребрена фолија, картон, лепаци. Можете да употребите, нели, шпатули, ако немате шпатули, чепкалки за уши или чепкалки за заби, делови од цевчиња, темперни бои, потоа самолеплива хартија, но секогаш користете се што имате дома, бидете се креативни, затоа што секогаш имаме нешто што можеме да најдеме во нашите домови. Драги дечиња, оваа вечер, пред да си легнете, побарајте ја месечината. Видете каква форма е и погледнете ги сјајните звезди на небото. Би ви предложила уште нешто. Покрај прозорецот ставете си еден лист хартија и едно моливче. Секоја вечер пред да заспиете, забележувајте ја формата на месечината. Така во текот на месецот ќе знаете како се менувала формата на месечината. И имајте убави соништа.